Како партија Народно движење за Македонија, дали очекувате овие избори да минат во фер атмосфера, се да биде во ред, посебно нашиот крај, условно да речеме, помирен крај. Барем во изборите назад не сме имали некои посериозни инциденти. Што вие очекувате од парламентарните избори 2002 година на овој план? Па овака, прво да кажам дека регионот кој што го застапуваме, Тиквишијата, има 5 репрезенти од нашиот регион на листа на Народно движење за Македонија за изборна единица број 4. Јас лично го заземам реден број 2 позади носителот. И кога директно би одговарал на вашето прашање, ми рекол не, дека не очекуваме фери демократски избори, од една проста причина што уште не почнати оние кампањски дел во рок од трајање од 30 дена. Ние веќе имавме неколку интервенции. Може да ја спомнам само интервенцијата во вечерните часови помеѓу 22 и 22 и 30 часот на 1 август, додека јас со председателство бев присутен на промоцијата на партијата во Народно движење за Македонија во Струмица. Група на полицајци, тројца резервисти и тројца редовни полицајци упадна во просториите на Народно движење за Македонија на општинскиот одбор во Кавадарци и вршеле одредени испитувања на младите активисти кои што во тој временски период биле присутни во канцеларијата. Тоа е еден вид, јас го третирам како почеток на заплашување. Мислам, одржавме и прес поради таа причина, им кажавме на граѓаните, али на таков начин им кажавме и на оние кои што ги третираме за нарачатели на такви методи, дека воопшто нема да се уплашиме од такви работи. Не очекуваме само од позицијата на власт. Другата коалиција, што е предводена од СДС, исто се рачуна дека веќе се наоѓа во оние фотели министерски и директорски на локална нивоа. Ние ќе ја кажуваме нашата вистина, ќе ги застапуваме нашите принципи, од нив нема да остапиме ни милиметар. Во секој случај се надеваме на успех и тоа јас тврдам дека во последните неколку недели ние како Народно движење за Македонија се испрофилиравме во дел од овој регион како партија која што дебело треба да се смета на неа на овие престојни избори. Господине Бачев, спомна господинот Бојковски коалиции. Како Народно движење за Македонија и како нова партија, вие не се осмеливте да влезете во коалиција. Не мислам, ако го поставам прашањето, да влезете во коалиција со ВМРО ДПМНЕ или пак да влезете во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, мислев на преостанатите други, условно да ги наречам помали партии. Настапувате самостојно на изборите? Па вика, тоа ние тргуваме од една проста вистина, бидејќи ние, ако имаше успешни партии во Македонија, ние немаше потреба да правиме партија. Ако се беше добро, ја како што кажав на почетокот, сите ние имавме прекрасни занимања со сите тие бенефиции, со привилегии. И ако беше добро во оваа држава, ако работите во насока за доброто на оваа држава, ние немаше потреба да правиме нова партија. Сега вие како што кажавте, ние одлучивме ќе одиме сами на овој избор. Тоа е наш став, бидејќи сме незадоволни од вкупните состојби во државата. Сега ги спомнав се двете условно најголеми партии. Не само двете, него да ги земеме ние тие 10 партии така порепрезентни што ќе бидат, без разлика што сега ние слушаме има околу 60 партии според последните извештаи на Основниот суд во Скопје, но реално е дека и на овие избори ќе се надпреваруваат околу 10 партии. Сега, како да ги погледате сите овие 10 партии, од 90 година наваму нема ни една партија која што не била во власт, во една или во друга коалиција. Значи сите тие луѓе 10 партии покажале што знаат на оваа политичка сцена. И сега што е најтрагично, дали тие се уште сметаат дека може да го заложуваат овој народ, кажуваат дека сега ќе граделе трети, петти, шести патишта. А кога сите во овие 10 години на еден или на друг начин се изредија во власт, беа во разноразни коалиции. И сега пак барат втора, трета шанса. И јас сметам дека овој народ веќе е доволно политички едуциран и нема да наседне на сите овие трикови што пак им се сервираат од
од овие политички партии и на овие избори ќе знае да го избере правиот пат. Ние не наметнуваме нити трети нити пети пат, што не го оставаме на народот сам да ја одбере својата опција. Ние само ќе ја понудиме нашата визија и нашите решенија. За неколку година ќе излезе нашата програма. Луѓето ќе ја имат сите, ќе се дистрибуира во сите градови, ќе биде кратка, содржајна, со конкретни решенија, ќе ме понудиме на луѓе да ја прочитаат и народски кажано, ако им се бендиса, да не се приклучат во нашата акција, бидејќи, како што кажав, влогот е голем, но овие избори нема да бидат обични избори, него ќе се решава за судбината на оваа држава. Очекувате ли фер избори на ниво на држава? Не, тоа фер и демократски избори, тоа може да се каже дека е мислена именка за овие простори, но како така овие избори не сме свесни ќе се истуркат. Сега во рамките на тоа фалсификување што ќе биде, ние ќе се обидеме да го постигнеме тој успех кој што ни е зацртан во нашите програмски определби. Инаку ние уште сега гледаме дека како ќе бидат тие фер избори кога буквално во 1/4 од територијата не може да влезе полиција, камоли да влезат избирачки одбори. И сите тие парадирања што ги слушаме на полицијата по тие села во Западна Македонија, тоа се најважни паради. Кога таму вас обичен председател на местна заедница ви забранува влез на политички сили. Како што кажав, значи работи во оваа држава може да тргне надобро само ако на власт дојдат политички личности кои што пред се и нација си ја сакат сопствената држава. Се стручни и способни во своите бранши. Сега не е тајна, ќе кажам дека во оваа влада половината министри веќе имаат двојни пасоши, имаат двојни државјанство, имаат резервни татковини. И ако ние ги спроведеме сите тие наши принципи кои што ќе излезат во јавност за неколку дена, јас сум убеден дека ако ги погледнат половината од тие министри уште првиот ден ако ние формираме влада ќе избегат од оваа држава и ќе барат политички азил. Бидејќи јас веќе само ќе промовирам еден принцип кој што ние имаме намера да го спроведеме. Ако дојдеме во позиција да практикуваме власт после изборите, јас се најодговорно тврдам дека во првите 30 дена ние ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. Велам 24 бидејќи за сега имаме документиран материјал за 24 луѓе. Тоа се лица кои што сега моментално на високи политички функции и лица кои што се така учесници во тие матни бизниси. Тие се сега 24 луѓе според тој наш список и ја најодговорно тврдам веќе пред граѓаните на Неготино дека ако ние дојдеме во позиција да практикуваме власт, во првите 30 дена тие луѓе ќе ги ставиме во куќен притвор и ќе ги ангажираме сите инспекциски служби во државата, од Министерството за внатрешни, од Министерството за финансии, од Управата за јавни приходи, ќе ги испитат тие работи, ќе ме дадеме таа документација, па луѓето ако излезат чисти ќе ги пуштиме, ќе си продолжат со нормален граѓански живот. Али јас се сомневам дека некој може за година-две да се стекне со такви милионски суми на движен и недвижен имот. Тоа е еден од тие принципи, како што кажав, али сега немаме време да ги елаборираме. Тие се десетина принципи, како што кажав, политички, економски дел, со кој што треба да го обезбедиме останокот на оваа држава. Да преминеме на нешто би рекол поведро, затоа што кога жената е во прашање мора да представува нешто ведро. Колку жената е вклучена во Народно движење за Македонија? Затоа што во последниве неколку месеци се зборува за тоа дека повеќето партии ангажираат припаднички на понежниот пол затоа што сметаат дека на тој начин ќе добијат можеби и придобивката на граѓаните. Вака еве ние денеска слушаме и гледаме реакции од женското лоби како кажуваат дека не били задоволни од тие женски организации во Република Македонија како биле незадоволни од статусот на жената. Ние за нас примарен критериум беше стручноста и способноста на луѓето. Без разлика што еве има законски цензус за 30% најмалку да бидат жени на тие кандидатски листи. Ние како што кажав водевме сметка за стручни, способни и компетентни луѓе, без разлика дали се од женски, од машки пол, од ваква или онаква конфесионална припадност, онаква или ваква религија. Значи, примарен критериум ни беше да најдем успешни и способни луѓе кои пред се и над се ја сакаат државата. А конкретно одговорам на вашето прашање и во овој дом мислам дека се издигнавме на сите, ние не во 20, него првите 6 имаме кандидати на листата, имаме 3 жени. Господине Бојковски, вашиот апел за Тиквешкиот регион во пресрет на изборите, иако има уште доста време, сепак претпоставувам ќе се сретнеме во наредниот период во текот на кампањата уште неколку пати, че излегувате вие со пресови, сигурно нешто планирате и во делот на кампањата, затоа подоа, но сега за вашиот апел. Овака, добро да се заврши со неколку реченици кои што и ќе ја презентираат нашата идеја. Треба да се знае дека Македонија не сме ја наследили од нашите татковци, дедовци, прадедовци.
Македонија сме ја позајмиле од нашите синови, внуци и правнуци. Тргнувајќи од таа позиција, нашиот основен постулат е дека не е важно што Македонија ќе направи за нас, најважно е што ние ќе направиме за Македонија. А тоа со сета сила за подобро утре на нашите деца и на сите нас. Јас само еден апел до граѓаните и гледачите на телевизија Неготино, да сите способни луѓе излезат од онаа летаргичност и од онаа размислување дека не може ништо да се направи за оваа држава. Нека не побараат, ние стоиме отворено комплетно за сите луѓе, без обзир на нивната и политичка определба. Стоиме на нивно располагање, сакаме нови идеи, нови луѓе кои што во секој случај позади себе немаат опашки. И ги повикувам да ни се обратат. Јас како координатор за овој регион, мојот телефон може да ме побараат лично. Не се крием позади други телефони како што тоа го прават некои. На 070-239-293 и канцеларијата на Народно движење за Македонија во Кавадарци, тоа е 416-933. Мислам, информацијата може да ја добијат и од информацијата на Македонски телекомуникации. Доскоро не беше тоа можно, сега е од денови веќе е можно и тоа. Ги повикам уште еднаш да испаднат од летаргичноста. За Македонија може да направиме многу. Нека не побараат и заедно може да направиме се. Господине Бачев, вашиот апел? Вака сега, ние без разлика, вие како што кажав на почетокот, можеби голем број од граѓаните вечерва нема слушнато за нашата партија, но тука тоа лежи пред се на објективни причини, бидејќи ние веќе децето не беше кажано дека има налог од премиерот до генералниот на македонска телевизија да не оди една минута за нас на македонска телевизија, бидејќи нас, иако не нема на државната телевизија, нас сега фактички нема во цела Македонија. Ние имаме 23 одбори и еве конкретно да спомнам за ова изборна единица, кој што опфаќа од Радовиш до Прилеп, буквално имаме гостувано по неколку пати на сите локални телевизии. И нас сега веќе не има сега насекаде во Република Македонија, но за жал власта не прави невидими обструкции. Еве јас само ќе се надоврзам на случајот во Кавадарци. Исто таков случај имавме на приведување на наши активисти во Гевгелија при дистрибуирање на пропаганден материјал. Случајот во Кавадарци на упат, тоа ја слободно може да кажем рација на полицијата во Кавадарци. При неодамнашното пред 2 дена, пред неколку денови моје гостување на телевизија Вис во Струмица, каде што дојдоа рекетарите на шурата на премиерот со највулгарни закани, али еве ние од вечерва може од тука да им порачаме дека нема да не уплашат и дека ние ќе истраеме во нашата борба, бидејќи како што кажав, влогот е голем. Влогот е државата Република Македонија, а како апел само би им кажал дека апелот ќе го пласирам на граѓаните преку една констатација. Неспорно е дека вие како новинар се успешни во својата бранша. Еве јас за себе кажав дека сум човек кој што се занимава и со наука, потесна специјалност ми е меѓународно право и меѓународна политика. Неспорно е дека нашиот координатор е успешен во својата бранша. Исто така можам да кажам дека неспорно е дека луѓето што не гледат вечерва се успешни во своите бранши, дали во областа на спортот, културата, политиката, новинарството, но сакаме да апел да дадам вечерва, луѓето мора да знаат простата вистина. Ако државата се урива, ќе не урне сите ќе не затрупа сите со неа. Без разлика колку ние сме успешни како политичари, новинари, спортисти, научници, културни работници. Ако државата се урива, сите ќе не затрупа со неа. И затоа е еден апел до граѓаните